Бугарскиот премиер да се извини за депортацијата на македонските евреи. 50 на организации за верски слободи и човекови права во светот испратиле заедничко писмо до Кирил Петков во пресред на одбележувањето на 79 години од нивната депортација во логорот Треблинка, каде биле убиени скоро сите над 7000 евреи од Македонија. Актуелниот бугарски премиер да биде првиот кој официјално ќе ја признае и ќе се извини за депортацијата на 98% од македонската еврејска заедница од страна на тогашното бугарско царство, вели за Алфа председателот на Обединената македонска дијаспора Мето Коловски, која поддржува иницијативата на меѓународните организации. Апсурдно е што дури Бугарија, земја членка на НАТО и ЕУ, демантира дека воопшто депортирале и крајно нечувствително за македонската еврејска заедница. Исто како што Бугарија не сака да признае дека постои македонско малцинство во своите граници. Бугарија треба еднаш за секогаш да се соочи со фактите за тоа што се случи за време на нивната окупација на Македонија. Како што знаете, Македонија и беше доделена од нацистичка Германија. Организациите ширум светот не отстапуваат од нивните ставови дека Бугарија има морална обврска да ја признае вината за минатото, но и да преземе одговорност по примерот на многу европски земји. Република Бугарија со укинувањето на пресудите во 1996 година, донесени од Народниот суд во 1945 година, намерно ја брише својата мрачна историја и на тој начин ја искривува вистината за Холокаустот. Се надеваме оти ќе постапите правилно и официјално ќе се извините на македонската еврејска заедница, што ќе помогне да се залечат раните од минатото, стои во писмото. Но не само до Кирил Петков, бројните организации писмото го испратили до државниот секретар на САД Ентони Блинкен, телата на Европската унија и други меѓународни институции. Со ваквата реакција од бројните меѓународни организации во вода паѓаат тврдењата дека за време на Втората светска војна Бугарија не била фашистичка земја. И додека повиците Бугарија да се соочи со своето минато стануваат се погласни од другите држави, Македонија е подготвена да оди контра ваквите ставови со цел да му удоволи на соседот. Наместо Бугарија да се извини за направените злосторства кон македонските евреи, ние од спомениците го брусевме бугарски предфашистички окупатор, откако екс-премиерот Зоран Заев застана на страна на Бугарија, па во духот на добрососедските односи, овие интервенции по спомениците ги оправда со тоа дека давањето етнички карактеристики на фашизмот било неприфатливо. Фашистичкиот окупатор нема етничка боја, нема национална боја. Каде и да го гледате тоа по светот, и затоа секако на спомениците ќе остане фашистички окупатор. Целта е да се избрише бугарски. Македонските власти во повеќе наврати изјавуваа дека Бугарија не била окупатор, туку само администратор, дека не била фашистичка држава и слично.